Искра е веќе подготвена заедно со нашиот прв утрински гостин, доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија од Аџибадем Систина. Добро утро, доктор Сајковски, добро утро, Искра. Добро утро, Сузе. Темата ја најавивме ова утро за гледачите, црната Искра е подготвена, кашница. но што е поважно е што докторот е подготвен, така. Тоа е најважното од се, точно така. Доктор Сајковски, црната кашлица посеа огромен страв. Оваа црна не знам, голема, магарешка и црна. Да. И 100 дневна. Како? 100 дена кашлица. Така се Дневна нарекува. кашлица, да. Да. Како и да, и пертусис го научивме. И пертусис, да. Можеме ли да кажеме после овие 100 дена, не знам дали помина, од како почнавме навистина да ги вклучиме алармите, дека некако научивме да се справуваме со оваа кашлица? Па добро, ние генерално кога веќе се појави како состојба, иако не требаше да се појави, Сами сме криви што се на појави. некој начин сме сами криви. Сосема е јасно, значи справувањето е, терапијата е јасна, се она што треба да се спроведе е јасно. Меѓутоа, за жал, се појави, не требаше да се појави. Децата се под третмани, дел од нив во болнички услови, дел дома, најмногу ги погаѓа децата, но може да ги фати и возрастните. Ајде да си одиме поред. Што представува оваа црна, голема Да, има- кашлица? Има повеќе синоними. Црна кашлица, магарешка, 100-дневна кашлица, нели голема кашлица и така натаму. Значи повеќе народни термини, пертусис, тоа е една класична инфективна болест. Болест која што е предизвикува една бактерија која така се вика бордетела пертусис, така се вика и така е дојдено името на оваа болест. Меѓутоа, она што е за ова заболување многу карактеристично, што е многу лесно преносна како бактерија. Значи, многу лесно се шири во околината, се исфрла со кашлање, со кивање и кашлање од лице кое што е заболено, нели? И оно ја околу колонизира и фактички заразува целата околина околу Да, јас себе. некаде прочитав дека околу 70 до 80% се заразуваат оние кои што се наоѓаат во просторија со заболен, така? Па Што е да, огромна она има- бројка, огромен процент. Тоа е огромен, да. Она е една од најзаразните, морбили се исто така многу високо заразни за околината, сипаниците, исто така многу високо заразни. Дури може да се каже дека е позаразна во тој дел од процентите дури и од коронавирусните инфекции. Но она што е па од друга страна карактеристично, што тоа е бактерија која ја напаѓа слузницата на дишните патишта, од момент на контакт до појава на болест, поминуваат 7 до 10 дена, додека не почне оној период на А за инкубација. тоа време ги заразуваат другите, така? Што е исто така интересно, деца, например, или возрастни, зависи нели кој е разболен, после 5 дена третман со антибиотици, е се уште заразен за околината, тек негде 6 ден се губи заразноста. Значи, сакам да кажам, многу високо контагиозна инфективна болест, која доминантно се гледа и се појавува кај децата, особено деца што не се вакцинирани. Кои се симптомите, особено што се вели дека во таа прва фаза дека многу наликува на настинка, но што е она што е точно специфично за оваа болест? Почетокот многу личи на настинка на грип. Значи, може и да нема температура или лесна температура, секреција од нос, малку секреција од очите, лесна кашлица и одеднашка почнуваат епизоди на страотни кашлици, многу промптни, многу заценувачки, што би рекле, и отежнато дишење. Тоа е кашлица, затоа и се вика на некој начин и овие имиња црна кашлица, магарешка, нели, голема кашлица заради интензитетот и снагата на кашлањето. Тоа доаѓа затоа што се оштетува целата слузница на дишните патишта и едноставно не постои начин како дишните патишта да го отфрлат дел од секретот, а останува дел од дишните патишта оголен и унапади се појавува кашлањето. Тогаш веќе станува озбилно, тоа се јавува за пар денови од почетокот на симптомите и станува значајно и озбилно затоа што тоа е толку силна кашлица што има дечиња, особено помали деца, кај кои што може да се јават и фрактури на градниот кош, на ребрата од силината на кашлањето.
Значи не само што таа е непријатна сама по себе, туку може и сериозно да оштети да предизвика. Апсолутно, може она, знаете, секоја кашлицата по принцип го зголемува притисокот во белодробието, значи тој притисок, нели? Може да го зголеми и системскиот притисок, може да се јави состојби на недостаток на кислород, детето може дури и во безсознание да влезе во кома, може да падне едноставно. И она што исто така е за жал, нели, присутно, кај некои деца може да се смири од еднашка кашлицата, меѓутоа не може да земе воздух. Не може да земе воздух, почнува тешко дишење и едноставно почнува да помодрува, нели, паѓа нивото на кислород во крвта и некаде дури 50% од децата треба да се лекуваат во болнички услови, не во домашни услови, не е баш лесен третманот во домашни услови. А со оглед на тоа што еве во самиот почеток велите дека многу наликува на настинка или на грип, дали токму поради тоа е тешко да се диагностицира? Па не, да, мислам почетокот, првиот ден-два, додека е уште онаа фаза каде што личи на грип, нели може да се диагностицира и тогаш, али тоа се диагностицира со овие нови молекуларни тестови, брзи тестови, што би рекле, побрзи, ај сега така да се изразам, не како класичните брисеви, многу побрзо се добива резултатот и може побрзо да се почне со третманот. Кога е или идеално, или крајно време, или вистински момент да се појде на доктор? Не, што во ваква ситуација, значи ако имаме податок дека детето било у контакт со друго дете кое е болно од пертусис, обавезно мора да отидат на консултација. Второ, ако веќе почнуваат симптоми, а имаме податок дека има некое дете болно во градинка или во школа, исто така, и секако штом почнат симптомите и штом почне тоа засилено кашлење, обавезно мора да дојдат на контрола кај педијатар. Сега, колку е опасна? Апсолутно опасна е многу. Значи, морам тоа да го кажам. Сепак луѓето сакам да знаат, затоа што тоа е болест која што една од најзаразните болести која може да се превенира со вакцинација, значи да не дојде до неа, нели? Меѓутоа е многу опасна, многу брутална е како болест. Значи, земите, например, во 2017 16,5 милиони луѓе, деца доминантно во светот беа болни од пертусис. 166.000 деца имаат умрено. Меѓутоа, она што е парадоксално и што е интересно, нешто над 90% од болните од пертусис во светот се гледаат во средно и ниско развиените земји. Значи, во високо развиените земји не е толку застапена како болест, многу помалце отколку другите. А баш тие земји, сега можеме и ние да кажеме дека сме во тие земји, за жал, нели, целите системи здравствени не се толку високо развиени како во високо развиените земји. Да, претпоставувам дека на крајот од емисијата ќе зборуваме најмногу акцент ќе даваме токму на вакцинирањето, но претходно да ве прашам уште како се лекува. Се лекува со антибиотици. Значи има и друга пропратна терапија. Се лекува со антибиотици. Тоа се цела една група, неколку типови на антибиотици кои ги викаме макролиди. Се користи најчесто венски пат на апликација на антибиотиците, но покрај тоа се користат и други средства за лекување во смисол на смирување на надражењата кашлица, инхалации, инхалациона терапија и е доста макотрпна за лекување. Објективно е макотрпна. И она што нормално на крај на денот ќе ги распамети родителите, едноставно, нели, стравот, е што во тие напади на кашлица се комплицира се ако детето и е помало, ако не е вакцинирано и ако се развијат симптоми на бронхопнеумонија, симптоми на недостатоци на кислород, каде што се бара веќе посебна кислородна терапија, посебни модуси на кислородна терапија и евентуално дури и кога малце ќе почне да се смирува, останува една кашлица која може да трае и до повеќе месеци и до 100 дена, затоа и се вика 100-дневна кашлица. Што значи најризична група се децата и тоа токму во вакви земји како нашата?
Па да сумираме така некако му доаѓа. Апсолутно најризично. Сега на прашањето како да се спречи, дали може да се спречи и зошто се врати, веројатно одговорот е ист. А тоа е... Добро, знаете што, сега, тоа е тема која е, што би рекле never ending story, нели, американците. Зашто е тоа интересно? Затоа што ние објективно живееме во период кој денеска го викаме гуглизација. Значи, вие кога едноставно не знаете што да правите, идете на Google, барате на чичко Google и добивате само што одредени ние се го информации. интерпретираме како што сакаме, Да. колку што знаеме, така, со Добро, оглед на тоа јасно. што не сме медицински Нормално, лица. па нормално. Меѓутоа, клучниот проблем е што барем по оние анкети што ги гледавме, што се појавуваат, дека еве нашава земја луѓето многу е мал бројот на луѓето, многу е висок процентот на луѓето што не може да откријат фейк ньюс. Да. И ние у суштина вие можете да прочитате се и се што, да. Значи ја сум имал и секојдневно имам комуникација со луѓе кои што себе да речеме групата антивакцери. Ја стално им кажувам, еве прочитете од релевантни сајтови. Значи им давам сајтови кои што треба да ги прочитаат. Не некој што ќе му текне да напише. На крај на денот барањето, нели, на вистинските информации е тоа да дојдеме до вистината. И сега, затоа една од причините е тоа што тоа е превентибилна болест, а се намалува степенот на вакцинација. Ја лично, за потреби на еден труд кој што беше врзан за имунизации и за вакцинации, правев една анкета кај нас во болницата, во Аџибадем Систина, и беше многу интересно. 7% од родителите на новородените деца, тазе породени мајки, 7% беа многу тврдокорни антивакцери. Но 42% од родителите викаа сме за вакцина, ама се плашиме, не даваме страф, ние немаме доволно информации. А дури, значи, 51% се само сигурни, да кажам, вакцини. Сега, тој прозор, нели, од 42% се луѓе кои што треба да им се објасни што е што. Јасна ми е приказната на сите ни е јасна приказната со антивакцерскиот сегмент. Меѓутоа, моето прашање сега е контра на тоа. Добро, окей, секогаш е истото прашање. Сите родители бараат и сакаат најдобро за нивните деца. Тоа не е спорно. Мислам, апсолутно, не можеме да кажеме дека некој родител не го сака своето дете. Но што ако добие некое заболување? Македонија е, например, полиофри земја, значи нема полиомиелит од 2001 година. Полиомиелитот е вакцина која иде паралелно со оваа, со пертусис. Полиомиелит не е искоренет, тој го има. Уште. Што ако нивното детенце во градинка, во школа, во играње, го закачи тој вирус и остане парализиран? Не зборам кој ќе носи одговорност, не зборам кој ќе носи нели некаква правна одговорност, морална. Ама еве многу просто ако се стави на кантар, нели кога одлучуваме нешто, на еден лист запишуваме за, на еден лист против. Наведовте низа компликации што може се случат од оваа вакцина, смртност, исто кажавте бројки од оваа болест. На другиот лист од вакцината дали има некакви нуспојави? Дали има смртност, како што има да речеме од кашлицата, така? Не, Боже сачува, нема такво нешто сигурно. Знаете што, веројатно имаше еден лапсус пред, може да кажам 15 на години, веројатно. Ние имавме, значи со децени, значи процесот на вакцинација е една од најстарите медицински обиди да човекот се избори со лекување со тие некои заразни болести. Значи повеќе од 300-400 години луѓето трагаат за тоа како да се вакцинираат. Она што имавме, да речеме, и што имаме ден денеска, тоа се вакцини каде што фактички тоа се делови од некој микроорганизам кој ви го убризгуваат, нели, и вашето тело создава антитела. Значи и не велиме сега да не замараме публиката со стручни термини и хуморален и целуларен имунитет, и кога после ќе дојдете у контакт со тој микроорганизам, едноставно организмот се брани. Меѓутоа, за да се заштити населението, мора да има некаде околу опфат на вакцинација околу 95% од населението и повеќе. Тоа е она што го викаме имунитет на стадо, така се вика.
Инаку, ако е пониско, ќе има можност да се прошири низ децата или возрастните кои што не се вакцинирани. Потенцијални реакции од вакцината се само покачување лесно на температурата, телесната температура, тоа може да биде истиот ден или наредниот ден, меѓутоа нема компликации. Но има една друга работа која јас барем лично секогаш ја споделувам со родителите кои се плашат. Луѓето имаат увид кога станува збор за медицината и во вакцинациите. На крај вие одите купувате аспирин. Вие имате опасност за аспиринот и што све, например, може како да негативна реакција да направи, еве да речеме аспиринот ако предозирате, пример, нели? Од друга страна одат луѓето купуваат некакви лекови без никакви упатства, користат работи кои што без никакви упатства. И по интернет купуваат, да. И вие не знаете што уствари. Непознат автор и непознато потекло. Апсолутно. Тоа не можем да го разберам, еве искрен да бидам. Било кој што има дилема, ја ви тврдам, ја пратам оваа дискусија сега околу вакцинациите доста, нормално, од посебен интерес. Ви интересира нивното размислување од другата страна. Па не, апсолутно, ме интересира и на антивакцерите и на луѓето кои што се про вакцини, ама треба да се дискутира на таа тема, да се разговара. И секогаш да се читаат релевантни сајтови. Да не заборам, ја често и во предавањата кои ги држам, користам една синтагма која има кажано Максим Горки, значи тогаш немало интернет, немало доктор Google. Он викал, пазите кога читате книги за медицина, може да умрете од печатна грешка. И тоа е голема реалност. Денеска таа печатна грешка е многу по-лесно достапна. Особено што денеска не е ни случајна печатна грешка, туку некој тенденциозно ги прави грешките и доведува до збунетост и забуна кај останатите. Видите, барем тоа го знаат, што би рекле истражните органи. Барете го трагот на парите. Трудот што излезе за тоа дека ММР може да направи аутизам, човекот што тоа го извади, ја го имав прочитано тој труд. И во старт, одма ќе ви кажам, кога излезе, јас лично сам пред себе да ми беше колегата Карши мене, имав барем едно 25 прашања за него, за самиот труд. За самиот труд како труд. Меѓутоа, брзо се увиде дека е фейк ньюс, брзо се увиде дека е платено, па пратите го, тој човек после тоа многу богато живееше од начинот на кој што заработуваше на таа приказка. И уште нешто само сакам да ве прашам. Често пати сметаме дека прележувајќи некоја болест, дека готово сме стекнале имунитет за цел живот. Во овој случај, ако прележиме голема кашлица? Значи, имунитет да. Но, треба да имате предвид една работа, дека животот не е еден ден. Се случуваат многу работи, значи нашиот имунолошки систем е на големо искушение, да кажам, нели? Може да дојде до пад на имунитетот од X причини, може да добиете некакво заболување заради кое треба да примате терапија, например имуносупресивна терапија. Тогаш паѓа имунитетот. И одма да кажам, значи тоа е единствена точка каде што не се даваат вакцини, ако некој дете или некој возрастен човек треба да прими ревакцина, ако е под терапија со тие цитостатици, едноставно кажано, вака за да се разберат публиката. А дека е потребно повремено да се бустира, еве јавно ќе кажам пред цела јавност, кога беше епидемијата за морбили 2018, јас се вакцинирав, се ревакцинирав за морбили. Зашто да не се заштити? Што значи кога има опасност да се ревакцинираме, не на некој одреден временски период? Па не, едноставно може да се проверат антителата. Медицинава е навистина многу далеко отидена. Можете да отидете во лабораторија или кој вашиот лекар да се проверат антителата, ако се паднати од X причини, да се ревакцинират. Во некои држави се препорачува и на бремените жени да се вакцинираат и на тој начин ја примат всушност и плодот, така? Апсолутно, значи ова е вакцина која е тотално безбедна, значи Дитепер, оваа вакцина е апсолутно безбедна и за бремените жени и слободно може да ја примат без никаков проблем. До толку повеќе што би се заштитиле, што ако се деси да се разболи некоја мајка, многу лесно ќе дојде до абортус. Доктор Сајковски, многу ви благодарам на ова гостување. Сузе, признам дека сите прашања ги исцрпевме, така? Да, одличен разговор направивте и на крај како резиме на вашиот разговор само ќе подсетиме дека да не заборавиме дека живееме во ера на маркетиншки заблуди и никогаш
гледачите не треба да се базираат на она што го гледаат или на она што го читаат по нивните паметни телефони, туку да си го контактираат својот матичен лекар, да и да побараат специјалист. Конкретно за оваа болест педијатар, така? Да. Ви благодарам.